заменик министер за култура. Му поставувам прашање, дали е можно 2 години и нешто да биде директор на една реномирана институција од културата човек со средно образование. Тоа го зборуваат луѓето кои живеат во Струмица. Загрижени луѓе кои го кажуваат онака како што го кажуваат. Јас не сакам да бидам сватен овде, да бидам обрат. Но, јас колку знам, во секој конкурс, од вработените, има и од надвор негде донесени луѓе, но мора да постои високо образование и стручност, онаква каква што бара оваа позиција, директор на културна институција. Јас барем мислам дека во најмала рака треба да го објавите тоа или да ми го писмено да ми одговорите кога е назначен, колку време му трае тој веде мандат, зошто до сега се нема направено реизбор таму, избор на директор, онака како што заслужува таа институција и онака како што заслужуваат вработените во таа институција. Уште еднаш ќе ви повторам, 27 години работе во истата институција. Секогаш бил директор со високо образование на таа институција. Имаше еден период кога имавме некои недоразбирања, човек со средно образование, но тој беше преоден као некаков синдикалист. Тој беше еден период. Значи 27 години памтам. И ваков одговор не можам да прифатам како одговор. Мислам дека треба да седнете и да видите зошто е тоа така. Ако на таа институција давате толку и толку пари за работа, за екзистенција, за правење некаква програма, ред е да побарате и некаква одговорност од тој човек. Не може човек да биде директор на културна институција да не знае кој е Чеков. Немојте ви се молам. Не може да биде директор на институција културна да не знае кој е Васил Илјовски. Не може така да ми одговорите, мислам. Вие сте сепак заменик министер за култура, без разлика на се. Треба да имаме разбирање за тие нешта. Знаете колку пари ја кошта културата тоа? Во следниот период ќе зборувам колку пари од културата се тргнати настрана, кој ќе дојде следната недела за расправа за ребалансот на буџетот. Тие се народни пари. Не можеме така да си играме. И благодарам. Благодарам.